А таа одговори и му рече: да, Господи, но и кучињата јада од трпезата, од трошките на децата. Како го разбирате овој библиски стих? 28 стих. Одговорот на живот. Прво, таа рече: да, Господи. Така е, Господи. Таа ја прифаќа ситуацијата која што Исус Христос ја определува, ја препише. Таа си го прифаќа местото и положението кој што Исус Христос си го дава. Исус Христос сака да каже, или вели: ти си од народот од кучињата, кои што сте подоле од израелците и се храните од трошките. И жената вели: да, не се противи. И тоа на Исус Христос му е мило. Ако таа се побунеше и речеше: па ти ме понижуваш, зашто ме нарекуваш куче? Па јас имам достоинство, човек сум. Знаете, некогаш одговорите на Исус Христос не се пријатни. И не ни се допаѓа местото кој што тој ќе ни го определи. Често пати не ни се допаѓа како Библијата ќе опише нашата моментална состојба. Може би ќе бидеме споредени со кучиња или кученца. И ќе ни се каже дека се храниме од трошки. И ако тоа вистина, тоа треба да го прифатиме. Сега тоа е само еден од начините. Значи, сите ние си имаме, доаѓаме од своји позадини, семејства, општества. Сите имаме различен начин пристап од Бог, филозофија на животот. И Бог за секого дава место. Ти си од тие, ти си од оние, така размислуваш. И кога Исус си вели: ти си од кучињата, таа вели: да, Господи, јас сум. Не порекнува, не отфрлува. Но има едно но. Но и кучињата јада од трпезата, од трошките на децата. Не се отфрлени кучињата. Со други зборови, тоа би гласило вака: во едно домаќинство, не во сите, но повеќето во едно домаќинство, покрај стопанот, домаќинот, домаќинката, овде се децата, во семејството има и домашни миленици. Има и маченце, има и кученце, без разлика дали ќе бидат натре или во дворот, што останува од трошките да се дава на кучињата. Не им се скратува. Или на пилињата и така натаму. И жената сака да каже: Господи, ти нас не отфрлаш. Јас знам дека Твоето срце чука и за бедните, и за страдалниците, и за кучињата. И тие не се отфрлени. Но само постои редослед. Тоа е природен редослед кој што не смее да се прекрши. А кој е тој редослед? Дека родителот прво дава на детето да јаде, а тоа што ќе остане после фамилијата која ќе јаде се дава на кучињата. Никој прво не отиде да даде на кучињата, а после тоа што ќе остане да даде на децата. Не, тоа не оди така. И затоа жената го кажува тој ред, тој редослед, во низините зборови го забележуваме таа херархија, тој редослед. Да, Господи, но и кучињата јадат од она, од трошките кои што ќе остане од децата. Ќе дојде редот и на мене. Нека да се најадат децата,
па после дай и на мене. Ете, гледате, браки и сестри, не трябва да се откажем. Трябва да препознаеме дека Исус Христос го отвара патот, ја отвара вратата за секој човек кој што доаѓа кај него и се моли. Може би нема прв да добие, но и последен да добие, важно да добие. Но потребно е трпение, потребно е упорност. Не смееме веднаш да се повлечеме. Исус Христос мора на тој начин да одговори. Мора да каже, најнапред треба да јадат децата, после ќе ви дадеме на вас. И кога Исус Христос често пати не одговара на нашите молитви, важно да го поставаме прашањето. Дали тоа е со причина? Исус Христос има причина кога тој не одговара според нашата молба. Најнапред треба да се нахранат децата, а после дали се дава на кучињата. И овде Исус Христос забележува вера кај жената. И тој ја наградува таа вера. Кога ние сме насочени само кон Исус Христос и не се повлекуваме. Примерот кој што го гледаме од жената е дека таа не се разочарува, не се повлекува, но препознава надеж во Исусовите зборови. Гледа редослед, да, јадам децата, но и ние треба да јадеме, да не се даде и на нас. Мајката беше упорна и не се откажа. Колку пати, браќа и сестри, и ние сме биле на прагот на откажувањето, на разочарувањето. И престануваме да се молим. Дали се молиш на Исус Христос? Дјаволот држи на страна во заробеност се со цел да престанеш да се молиш. А молитвата со вера, со упорност е најголемата сила која што може да те промени тебе, да ја промени твојата ситуација. Се молите? Утрото кога ќе станете? Се молите ли кога ќе седнете да јадете? И не само на таа ритуална молитва. Дали живееме во комуникацијата со Исус Христос? Можеме постојано да се молиме и да не се откажуваме. Жената се помоли и тоа упорност во молитвата, иако и на еден начин таа доживеа како да е одбиена, таа продолжи да се моли и да бара од Бога.